почитувани гледачи, наши верни гледачи на емисијата Вкусот на традицијата. Денеска екипата се наоѓа во Пробиштип, поточно во просториите на Сдруженијето на пензионери при општина Пробиштип. Тука сме за да дознаеме многу повеќе за нивните специјалитети како наши редовни гледачи, соработници на емисијата Вкусот на традицијата. А денеска наша домаќинка е господјата Благица, која што ќе ни прикаже на најтрадиционален начин како се приготвува пробиштипскиот зелник, но и секако да дознаеме малку повеќе за него, кога се подготвувал, како се подготвувал. Значи да ја слушнеме таа приказна. Благица, многу ти благодарам што денеска си наша гостинка. Добре не дојдовте. Добро ве најдовме. Сдружение Весели пензионери на така, весели пензионери. Ние сме и тоа сите сте весели. Весели пензионери од трета доба и секој пат сме развеселени, секој пат сме расположени да пречекаме секои гости, а вие сте ни едни од најомилените гости. Леле, многу ти благодарам. И мислам дека со вас и ние ќе продолжиме да живееме и третата доба ќе ни биде многу успешна. Така, мислам дека ви е повеќе од успешна, затоа што имате неверојатна енергија во вас, сила, која што ве води, па дури не мотивиравте и нас. И за многу работи. За многу работи треба да од постарите да учиме. Ние учевме од нашите баби, учевме од нашите мајки. Сега од свекрвите учевме. Така. Сега ќе се трудиме на вас да пренесеме младите, да оставиме традицијата да продолжи. Комплимент за мене на вас младите. Да. Благица, супер, одлично. Да. А кажи ми за овој зелник што денеска ќе ни го направиш ти. Значи нема куќа што не го прави овој Нема зелник. куќа што не го прави или некој што не сака да го јаде. Ти Затоа се одржава и манифестацијата секоја пролет, почеток на пролет, зелникот на баба во Пробиштип. така. И стрикно ние пробиштипските пензионери, обични луѓе, други што не се пензионери, жени учествуваат, помлади се трудат да печеме со печени кори зелник да направиме. кој што е специфичен. И имаме и тука и на лице место, токму за овој за овој регион. регион. Тоа ни е како еден заштитен знак на нас пробиштипјани. Така, точно, јас неколку пати сум била поканета Да. на манифестацијата Зелникот на баба и не можев да се изнагледам на сите тие изложени зелници во текот на манифестацијата. Но сега нашите гледачи пак имаат чест да видат како од почеток до вкусното залче на зелникот како оди постапката. Ти си по професија домаќинка, така? Јас сум домаќинка, Мажена тука. Мажена, јас сум од Кратовскиот крај, И ми Шопско кажа, рудари. од колку години месиш? Од 13 години сум почнала да месам. Од 13 години мајка ми ме учеше. Ајде да се учите да сукате, да месете, ќе се омажете таму, мажите ќе ви барат сукано, нема дека да купете. Тоа беше така. И вие се отсрамивте кај мажите, не Па ви сега, знаете сите да месите. важно не сме и дозволили да... Но, познато е за тебе дека имаш керка која што ти е мажена во Лондон. Да. И дека таму токму со оваа сукалка ми вика Адријана, дали ти се верува дека оваа сукалка одеше во авионот? Да, во куфер. Куферот. И таму на англичаните им месев од нашиот познат зелник. Да. Супер, за твоите внуци и за комшиите. Таму сите. видо англичаните што е овој убав зелник, како се прави. Векината сите од источна Англија, околината на Брајтон. Керка ми работе во Брајтон, во државна болница. Векином и докторите и сестрите знаат За за твој моите зелник и јадења. лангиди. Да. Добро. За да се направи еден ваков зелник, што се е потребно да си подготвиме? За ваков зелник ни е најпрво потребно малку квашче, многу малку. Сол, Солца. шекер, зејтин, топ млака водичка, брашно 1 килограм. Така.
се замесува тестото, се прават топчиња. Значи тесто како нормално и за секој се еден прават зелник. топчиња за секоја кора. И ни требаат колку кори подпечени. Ајде да ги извадиме корите, да ги видат нашите гледачи. Кори требат ни, сега имаме 4, зависи од фамилијата, колкава ни е фамилијата. Значи, еве и ми ги корите испечени. Кога ќе се направи зелникот, тој се дели на 6 парчиња. 4 кори се подпекуваат. Тоа се тие кори, што така се подпекуваат. Треба да бидат. Така, а 2 кори или колку? 2 кори? 2 кори имаме за живи. За живи. Една оздоле се става, една се прекрива од озгоре. Така, ти покри ги таму да не ни се исушат и ќе почнеме сега со подготовка. Пошто тука немаме услови, тоа е порано спремано. А тука бело брашно. Бело брашно. Треба за една голема тепси 1 кило. Па за 36 број плек 1 кило брашно е доволно. А колку ни треба пченкарно брашно? Пченкарно брашно малку ни треба за ко се сука да се попрскуват корите. 200 грама. Да, да се попрскуват корите, поровко стоете, ко се пече. И ни треба зајре. Да. Зајрето може да биде спанаќ, може да биде блитва, може да биде кисела зелка кој сака, али тука стрикно со прас повеќе прават и со спанаќ. Ете така. Ние го имаме тука и плехчето. Да, имаме водичка, зејтинче, солчичка, се имаме. Така, сега следува постапката, значи да го наполниме. Да, сега ќе осукаме кората, да си ставиме зејтин да се подмачка плекчето. Доста е волком. Може повечко. Поише може. Да, оти се печени корите, повеќе зејтин упил. Добро, така, добро. Намасти си го ти како треба. Без рака ништо не се прави. Така, се со рака. Се со рака. И од крајчето. И од крајчето. Јас ке ти подавам се што треба. Ке си ја ставиме тавата тука. Таму, сега брашното ке ми го дадете тука. Овие кори кидат од таму. Добро, повели брашното. И една коричка. Од претходно замесено тесто. Нашите гледачи знаат како се меси тоа тесто. Значи малку шекерче, солца, малку трошка квасец, брашно и млака вода, ништо повеќе. Еве го замесеното тесто, претходно одморено 15 минути. Да. Толку му треба. Значи рековме се дели на 6 парчиња. 4 кори се прават големи, се подпекуваат, а 2 кори треба да бидат свежи. Така. За овај зелник не треба многу да се секираме да бидат округ корите, пошто ко се пече тоа ни се соберат малку. Така. Овој зелник денеска ќе биде со прас. Да. Со прас подпечен, подпржен. Да, прас подпржен со вегетичка, црно пиперче, солчичка. Солца, црвено пиперче. Ете така. Значи сега се наросува со за да не се лепи. Пченкарно брашно, за да не се лепи. Јас порано сукав баклава со по 3 кори 4 од еднашка. Така. И баклава сука? Да. Не истваков начин? Да. Браво, ги подпекуваш и тие кори? Не, за баклава не се печат корите, се живи. Значи, колку треба да бидат тенки? За баклавата многу тенки треба да бидат. Ете, камера шо прави. Така. И ова еве колку е тенка. Само што почна одма тенка. Значи, кажи ми, со што ставаш пченкарно брашно? За да не ми се залепува. За да не се залепува, значи тоа е тајна. Тоа е тајната и послето стоја сировко. Така. Поровко стои тесто. Мрузното брашно дека е покрупно, покрупно е и не дава да се слепува. Така. Секојаш си месиш ново. Како се вика ова кај вас? Ово е трпеза по наше. Трпеза. Да, троножеста трпеза. Така. Сега младите не ја употребуваат, ние постарите си имавме. Ама веќе по... Леле, шубава тенка е напри, види каква е. Треба да е тенка уште. Уште ли потенка? Уште потенка, воја дебела. Да крцка?
Да. Едва и чекам после да го испечеш и топол да го пробаме. А добро, зошто 4 кори се подпечени? И сега, например, еве, јас живеам, да кажеме, како и многу други, живееме во стан, немаш поред на дрва. Како ќе ги подпечеме корите? Не мора да ги подпечеш тогаш, може ќе ги постелеш на чаршав, да се изсушат. И они ќе се завенат. Да се завенат корите, значи да се завенат. Ќе се земе водата и нема да се лепат. Така. Добро. Ова го сечете. Брашненце ставимо. Тука ставимо брашненце и доста. Така. Ова го сечете скинатото. Добро. Сега, значи, прво ја ставаш свежата ова кора сега, така? Да. И вака лево, десно. Она доаѓа како прекривка на тепсијата, така? Да. Така, значи. Сега зетинче. Ајде, зетинче, па уште ќе наточиме од зетинчето, еве ти. Еве, јас ќе ти точам тука зетинче и ќе ти ја подадам и кората. Печената кора, така. Една печена кора ќе ти подадам. Сите сега. Сите? Една по една ќе ти ги давам, така? Да. Еве, а сега и подпечената кора, значи за сите домаќинки кои што немаат поред на дрва, живеат во стан, на чаршав ќе си ги постелете и они да се завенат. Водичката. Да се завенат. Водичката, не сопа. Водичката. Повели водичка, значи прво со водичка мораш да ги напрскаш. Па они знаат да се пресушат. Така. Така, значи се напрскуват со водичка, се напрскуват. Ете така, еве сега зејтинчето и тоа така со прсти. Напред старите става вака у чашка или у чашка. Да, и така си прска. И со босилок прска. Со босилек, Со босилек и ќе прскат. Кажи ми, англичаните полудеа по овој зелник, Сите го многу са. Те терат ли кога ќе дојдеш на гости кај ќерка ти сите? Носам, секој пат ќе носам. Секој пат. Браво. И сега што правиш, објасни? Сега свиткуваме. Ја свиткуваш. Немаш оно. Ја вака ја набираш, така? И? Еве, тоа е постапката од прво. Јас мислев дека цела ќе ја распослеш. Значи, ова е постапката со сите 4 кори исто. 4 кори се стават. Добро. Значи, видоа нашите гледачи. Прво со водичка, така. Многу не треба вода за да не се... Зејтинче, така. И повторно ќе ја соберете и ќе ја наредите покрај ивицата на тепсијата. Да се стави на среда, за празо да се стави. Да. Значи повторно од едната страна, од другата си ја собирате. Многу да не се мече. Ете така. Еве, а сега. Ох, што убаво мириса. Боже, мили, како пресен печен леп така мириса. Огино се прави своето. Се на дрво шоми се... Добро, нели може да се завене и на чарша? Да, и на завената. Така, пак и си биде убава. Вкусен и завенат. Оти секој пат, па и ние летно време, ко не ни се пале шпоред. Си ги завенувате корите, си ги завенуваме, а не се јаде. Јас, внук ми ко беше помој, вика, знае за бадни вечер, обично се права. Тогаш ми интересира кога се прави ова, тоа ме интересира. Тоа се на бадни вечер. На бадни вечер традицијата. Осен се спрема. И тој ко беше помој, јадеше сега веќе порснати неџер, веќе. На другата баба беше рекол за зелники, но она му се насмеяла жената, пошто е топло. Така. Абе, сине, тај се јаде за Божик. И јас сме во странство. Доваѓам си, вика, бабо, кога ме ќе биде, вика, бајни вечер? Викам, зошто, сине? Вика, бе, јадам си таков зелник.
Викам, мило сино. Ај, жалнио, како викате вие? Ај, жалнио. Јас ке ти направам без сине, немој се. Аха. Јас имам... А порано, кажи ми, кога и во неделите, и кога сте пречекувале Не гости? имало фрижидер месо да има, да се И ресторани немало, нели? Да се порача. Ќе ти дојдат гости, тоа ти е најспецијален ручок. Најдобро си го Зелник која ќе му направиш Зелник или кокошка со погача. А, како кокошка со Па ќе погачи? направи... И погачи и кокошка Да, и ќе кокошка. испечеш. Али по секој не е имал, па најде зелник. Тоа е било сиромаштија тешка тогаш. Аха, значи и за гости. Да. Овој зелник се правел гости Ова е кога ќе ти специјален. дојдат и во недела за семеен ручек. Кај кидам, зето викал, кидам кај баба на гости на зелник. Да, така Било ли? специјалитет на зет, баба да усвика зелник. Аха, така. Значи, што било убаво да си бил зет во овој крај. Се зелници ќе ти прат. Крва како е да видам, немам синове. Слушај, поарно што не знаеш, што ти кажам. Поарно, прашај си ги пријателките да Прашувам видиш. ги јас сам, а? Добро, исто е, јас мислам зето и... А, така, ти зетовците како синој си ги гледаш, а? Па, сега, зависи како те гледам. Така, тој англичанецот го гледаш ли? Гледам го Па ја. него ретко го гледаш, кога ќе го видиш милти. Гледам го Значи, јас. ова од озгора се тоа е става. така. Така, сега иде леле. ваа поста. Еве сега, а ова кога се става? Празот. После, После? Да, А, сега се затвара. да. Така, значи. И сега се намастува со масло од озгора. Аха. Така, и се става пржениот прас. Да. Во средината. Значи, еве го и празот, дај ми го тоа на мене. И сега ќе измесиш И другата кора другата ќе усука. кора. Ете така, ова да го тргнам Да. тука на столчето, така? Да. Вака, сега се наросува брашненце и последната кора. Последната кора, за да го покриеш Да. зелникот. Како убаво изгледа, како сончо гледа, толку убав. Ова кора ќе ја правиш голема или само средиштето да го покриеш? Биде тенка пак, за да не биде дебела многу. Да, не. Ќе ја свиткаме у краиштата. Така, добро. Значи, на ова и ставаш вакво брашно. Па поише брашно ќе ставиш, нели пченкарното стави го. Ете така. Поише кога има и оно нема да се залепи. Оте јас практикувам многу да не ми е брашненива кора. Аха. Го завршам. Аха. Не сакам да ми има многу брашна. Так. Значи и за гости, и за неделни ручеци, За секоја прилика и за го би. падник. Да. Тука Да. сега и се ближат овие задушници, празници, тие што се. Така, и за сите празници, всушност за сите празници. И тогаш сука Така, да носиме секој пат. Да, И да, ово е незаменлив ручок. да. Старовремски незаменлив сега. Има ресторани, има скари, има све и свашта, за тоа време не е имало. И тие што се у селата не може да иде да купеш се што му треба. Така шубава тенка се направи за мерак. И кажи ми, ќе ја печеме тука во шпоретот на дрва. Да.
И сега од око, а иначе у електрично шпоре кога се пече на колку степени треба да е? Најубаво е на 200 степени. На 200 Зависи степени. од Околу шпорето, колку време? Пече, па едно 45 минути треба да се Леле, што е ти е убава кората, види. Така, да ти го ставам сега зелникот тука? Да. Ајде. Чекай сега да видиме. Значи тоа лево, десно. Така, значи го затвараш сега зелникот. Добро. Ајде да видиме како ќе го затвориш. Зајдинчето. Аха. Зајдинчето, повели. Ајде. И се наросува повторно со масленце. Ово има прстите да си ги излижеме. Мераци. Вика цело јајце баба у Зелјанче. Цело јајце у зелјанче. Така го преклопуваш. Повторно ти го кроиш ова, како карнерче му правиш, Која е ова мајсторија, која е ова убавина. Да биде и за на око убав. Така е. Прво очите тука јадат. се собрани сите пријатели, пензионери. Прво очите јадат, после устата За јадат. да го пробаме сите заедно зелникот. Ете така. Значи, драги мои, еве го подготвен зелникот, сега оди на печење, а потоа сите заедно на трпезата да го пробаме. По златните раце на Благица. Ти благодарам многу. Благодарам и на вас што ме удостоивте да бидам ваша гостинка и вие мои гости. Ние сме среќни затоа што од тебе можеме многу да научиме и од Ке твоите се потрудиме да дадеме Ете така. допринос за секоја пригода. Еве го зелнико, ево сукан, испечен. Сега малку се пододлади, да може да се проба да видиме што сме направиле. Ајде. Дали ќе биде и да се за друг пат или Види ги коричките, леле. Или- Боже. Одма вади го тоа доздола. Леле. Ете, ова е тоа. Тоа е тоа вистинското. Како изгледа? Ова изгледа како да имаш 100 кори направено. Еве, ќе си го делиме ова. Леле, земја. Видете како ова изгледа. Леле, значи тоа било тоа е тајната. мајсторијата зошто се Слушај, тура апченкарно брашно. гледај ова како се... Тоа Ова е чудесија, погледнете. Тоа е. Чудесија. Да се двојат, затоа се стават... И вака со прашчето Да, малку, со така? прашче, да. Тоа е за да се двојат корите. Леле, па тоа црвеното пиперче. Како вкус дава. Ау, на празото. Тоа Значи врв. И знаеш што? Ако не видев како го правиш зелникот, јас мислев дека ова мораш да сукаш, гледајќи го во профил вака, викам мораш да сукаш 100 кори за да го направиш вака лисното. Она кај била тајната, леле, многу е убаво. тајната е тука. Да си ни здрава и жива. И вие да сте ми живи и здрави и на здраве, нека вие. Дека вака? Дури ги гледам и гледачите. Да. Ау, да ти е. За старо време се смејале. Викале, имале тогаш многу стока чувале. Може некој такој да каже. Да, може. Многу стока чувале. А и имале момуци да ги чува некој човек да го плаќа. Ама секој пат кај газда си иде, газдата секој пат е скржава, тоа е газда. Така ли? И дава и вика, овчаре, видиш ли ме?
Викал, јас те гледам и нема, ти утре на петите ќе ми видиш, јас ќе си бегам гладен, тоа не ме држа. Ќе си бегам, не можеш да седам гладен да јадам. Алал да ти е. Ке поздравуваме, драги Поздрав мои. на сите. Уживајте во зелникот Највеќе на поздрав нашата до моите плагица. две керки, зетовци, внучиња. Што сум горда мајка, Сите. горда баба. Сите, Секој нека сите. дочека што срце може Ете да е. така. Уживајте во зелникот на плагица. И Баба ова додека ора, жива ќе сука газда, зелник. видиш ли ме, тоа значи дека не можете да се поправите од овој зелник. Да. Мераци живи. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Благодарам.